Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште една дебата, во уште едно отворено студио на телевизија Нова и вечерва на актуелни политички теми, особено оние преструктурирања кои што се актуелни во македонската политичка десница, варијантите за или против можно коалицирање и повторна соработка на ВМРО Народна партија и ВМРО ДПМН. Кои се варијантите кои што партијата на Љупчо Георгиевски ги разгледува овие денови за настап на предвремените парламентарни избори на 11 декември. Дали повторно со старите со партијци од ВМРО ДПМН, дали некоја друга варијанта? Ќе зборуваме и за општиот политички контекст во кој што се наоѓа Република Македонија, сите оние случувања во насока на предвремените избори, малку ќе го опфатиме и специјалното обвинителство, но сепак главниот фокус на политичките преструктурирања. Вечерва мои и ваши гости во дебатата на телевизија Нова, господин Маријан Додовски, поранешен председател на ВМРО Народна партија, во ВМРО ДПМН повторно од 2012 до денеска се уште. Споменавме пред почетокот на емисијата прво политичко интервју од враќањето во ВМРО ДПМН до денеска. Чест ми е што сте вечерва овде, ви благодарам што ја прифативте поканата. Така, благодарам на поканата, навистина доста актуелна тема, доста значајна тема и мислам дека ќе дадеме свој придонес до гледачите и до македонската јавност. Многу работи да им станат појасни што значи обединувањето на десницата и што значи десната опција во Република Македонија како еден стожер на развојот на македонското општество. И господинот Александар Пандов, политички аналитичар и поранешен пратеник, особено во актуелниот контекст за кој што и вечерва ќе зборуваме. Добро вечер и за вас. Добро вечер, Градимир, благодарам на поканата. Да му отстапиме почетокот на Додовски, ако немате ништо против, особено поради она што го споменавме од 2012 до денеска, она што успеав, исправете ме ако грешам, од 90 од самото основање во ВМРО, во 2004 во ВМРО Народна партија, еден период како ВД лидер, во 2009 избран како председател на ВМРО Народна и во 2012 се враќате во ВМРО ДПМН. Од старт првото и она прашање кој што можеби најмногу ја интересира македонската јавност, вашиот став како поранешен председател на ВМРО Народна и сега во ВМРО ДПМН сте, ги познавате сите структури, знаете кои се луѓето и како најблиски соработници и на Георгиевски кои што можат да влијаат на конечната одлука. Постојат ли шанси за соработка и коалицирање на Народна и ВМРО ДПМН или сепак сметате дека ќе одберат на друга варијанта во оној опозицијски десничарски блок? Значи, би сакал да дадам посебен осврт на делот на што значи окрупнувањето на десниот блок и што всушност представува ВМРО ДПМН како стожер на десната политика во Република Македонија. Сите позитивни раздвижувања во независна Република Македонија се поврзани со ВМРО ДПМН и функционирањето на партијата и во оние моменти кога била носечка во делот на управувањето со државата. Сите клучни проекти, можеме тоа и сега да го видиме во изминативе 10 години, се поврзани со функционирањето и соработењето на ВМРО ДПМН. Значи, говориме за еден позитивен тренд на Република Македонија во сите сегменти на општественото живење. Во изминатиот период бевме сведоци и на неколку изборни циклуси, каде што можевме да видиме најразлични настапи на политички партии, лево, центар, десно, кои сите се обидува да го најдат и своето место под сонцето, меѓутоа секогаш резултатот кога ќе имавме можност да го видиме на крајот од изборниот ден, кажуваше тоа дека ВМРО ДПМН цврсто ја има поддршката на граѓаните во Република Македонија и има легитимитет во водењето на македонската држава. Во таа насока сакам сега да продолжам во делот на и моето враќање во ВМРО ДПМН, затоа што јас сум член на ВМРО ДПМН од 1990 година, значи еве сега сме во ноември месец и ако се вратиме наназад, ноември 1990 година беа и првите плурални парламентарни избори во Република Македонија и тогаш очекувавме, работевме за победа на ВМРО ДПМН, така очекувам дека сега и во декември, 11 декември, дека повторно ВМРО ДПМН ќе добие силно довербата на македонските граѓани и дека ќе го добие легитимитетот и во наредните 4 години да ја води македонската држава.
Во таа насока и сите овие прегрупирања, кога би ги погледнале наназад во изминатиот период, можам да кажам со една реченица дека треба да заокружат со едно целосно укрупнување, односно влегување во рамките на ВМРО-ДПМН на сите оние помали политички партии или оној дел кој беше откинат од ВМРО-вското ткиво после 2004 година и дека било каков настап на ВМРО Народна партија во овој период ќе биде само уште едно одолговлекување или продолжување на агонијата низ која ќе поминуваат во најголем дел членовите кои се тамо нели останати во ВМРО Народна партија визави одредени поединци кои имаат други можеби интереси во овој момент. Значи идејата е за поздравување. Јас го слушав господинот Ламбе Арнудов и навистина многу добро се познаваме, добри пријатели. Он имаше еден многу искрен, отворен, едноставен, народен пристап и објаснување на што значи всушност нели ова активност во која он е најдиректно вклучен и он всушност го пренесе мислењето на оние обични членови кои се останати во ВМРО Народна партија. Тие се чувствуваат како дел од ВМРО, се чувствуваат како дел од ВМРО-вското ткиво и длабоко во себе се убедени дека треба да припаднат токму во ВМРО-ДПМН. Верувам дека наредниот период ќе бидеме сведоци можеби на одредени раздвижувања, најразлични реакции, меѓутоа неминовно е ВМРО Народна партија, она што остана тамо, да биде составен дел на ВМРО-ДПМН. Моето искуство наназад гледано, допочнувајќи од 90-тите години, како активист во самите избори, па потоа во член и на извршниот комитет и на ВМРО-ДПМН. Од 2004 година член извршен комитет и на ВМРО Народна партија. Од 2009 година значи бев и председател на ВМРО Народна партија, а во 2012 година, 1 февруари, со најголем дел од членството и дел од раководството се вративме во ВМРО-ДПМН. Во тој меѓупериод бев и на доста значени државни позиции. Од 1998 до 2002 година бев и министер во владата, потоа пратеник од 2006 до 2008 година и во еден циклус на политичка и партиска активност, слободно можам да кажам дека изборите 2011 кои се одржаа овозможија да се направи еден јасен пресек каде се движи гласачкото тело на ВМРО во Република Македонија и дека ВМРО-ДПМН е всушност вистинскиот стожер на она што се нарекува демохристијанско и десно функционирање на политичката сцена во Република Македонија. Значи, тогаш имаше една реална слика после изборите 2011 да се направи дека малите политички партии на политичката сцена во Република Македонија, посебно она што е останато сега и во ВМРО Народна партија, и ние кои бевме, секогаш се помеѓу левата и помеѓу десната страна, ни на небо, ни на земја и едноставно беа во немилост или во милост, во зависност како ќе се одвиваат дневно политичките активности. Во таа насока се чувствуваше и нашето членство. Чувствувам да кажам дека нема потреба понатаму повеќе од членовите што се оние останати во ВМРО Народна партија да горат буквално за одредени индивидуални и поединечни интереси. Во мал дел се тие бизнис интереси, да бидат ставани на страна и едноставно да бидат жртви на овој транзицијски процес, затоа што природно е ВМРО да биде едно и единствено, ВМРО-ДПМН е да води главната игра во државата и само така сплотени и обединети ќе можеме и пред македонските граѓани да го покажеме единството, меѓутоа и пред меѓународната заедница. Значи, кога говориме за ВМРО, сакам да кажам дека нашата политичка партија во својот име, покрај на историско ВМРО што го имаме во името на нашата политичка партија, го имаме едној дел на ДПМН, Демократска партија за македонско национално единство. Можеби како никогаш досега ни е потребно и ова национално единство. И ние како македонци, како патриоти, треба сите да дадеме придонес да победи вистината, да победи правдата и на 11 декември ВМРО-ДПМН со довербата која ќе добие од граѓаните на Република Македонија да продолжи да ја води македонската држава. За господинот Никола Груевски неколку зборови.
он како председател на ВМРО ДПМН од Конгресот од 2003 година го има целиот и полно легитимитет и од страна на членството на ВМРО ДПМН и во делот на поддршката на граѓаните на Република Македонија. И он всушност представува личноста која е стожерот и водичот на десното функционирање во Република Македонија. Секој од нас, ако даде свој придонес во рамките на своето функционирање, во многу нешто ќе придонесе и оваа, како да кажам, без идејна ситуација во Република Македонија, која се обиде да не наметнат одредени внатрешни и надворешни сили, да биде елиминирана, да биде тргната на страна и конечно Република Македонија повторно да се врати на вистинскиот пат. А тоа значи изградба на македонската држава, современа македонска држава, каде што ни е местото на сите нас. Пандов, истото прашање за вас. Можеме ли на 11 декември да бидеме сведоци на тоа Георгиевски и Груевски да бидат на иста страна? Па, предпоставувам дека може, чим има разговори. Предпоставувам дека може да се случи тоа. Нема никаква сигурност дека тоа ќе се случи од оние информации кои што ги имаме до сега достапни за јавноста, па и за мене, се дека постојат разговори, но постојат и веќе некои одредени одлуки во ВМРО Народна партија, кои што јасно покажуваат на поделеност. Синоќа кај вас на телевизија беше Георгиевски во беше Георгиевски гостин и он колку што каже имало 4 опции, една за настап со СДСМ и таа била активна допред некое време, втората опција била за самостоен настап, третата со ВМРО ДПМН и четвртата опција со така наречен трет блок или како веќе се нарекуваат Павле Трајанов и Јове Кекеновски. Што е добро, што и Љупчо Георгиевски и одреден број на луѓе кои што се во раководството на ВМРО Народна партија, јасен им е концептот кој што сега го заговара СДСМ и Заев со формирање на тој така наречен трет блок, составен од некои луѓе кои што се само десничари не се, Јове Кекеновски пред се и Павле Трајанов. Нити едниот, нити другиот воопшто некогаш излегле на македонска политичка сцена самостојно да се види колку они тежат како гласови. Дополнително, за мене барем, под голем знак прашалник е воопшто дека тие се десничари. Јас не сум можеби во 90-тите, рани 90-ти години некој од нив имал нешто продесничарско, но сега многу повеќе се центар, да не речам и лево. Најмалку се десничари. И што барем и она од синоќа што го слушав господинот Георгиевски, а тоа е дека не би сакале да изиграваат тројански конј на СДСМ. А улогата на Павле Трајанов и на Јове Кекеновски е токму тоа. Со нивно лажно прикажување за божемна десница дека се тие, да се обидат дали 2, 3, 5, еве преку сила и 10.000 гласови нека се да откинат од гласачкото тело на ВМРО ДПМН. Сега повторно да се вратиме на здружувањето повторно на ВМРО ДПМН и на ВМРО НП. По моје длабоко уверување, тоа би било добро. Затоа што после, еве, господинот Додовски кажа, после 26 години плурализам во Република Македонија, поготово во првите години, да подсетам, излегува некои 10-15 ВМРО, 20 можеби со предзнак ВМРО, или продесни партии. Сега да подсетам, на македонската политичка сцена покрај ВМРО ДПМН постои само уште ВМРО НП и повторно да се подсетиме, а тоа е еве го сведокот, да не само председателот на партијата 2012 година, него и поголем дел и од раководството, и од членството, тие се вратени во ВМРО ДПМН. Проблемот настанува таму што реално постојат неколку луѓе кои што изворно се ВМРО, тука никој не го поставува за нив прашањето дали е тоа така или не е така. Господин Ламбе Арнудов, член на првиот парламент, мислам,
мој личен пријател, десничар, христијанин, се. И што е добро да е во ВМРО ДПМН тој човек, но сега тоа што партијата кај нив како ќе одлучи, не можеме ние да преюдицираме. Сепак тие се тие. Последното е што дека сепак постои некоја одлука за договарање со, пак ќе речам, со Јове и со Павле Трајанов. Дали ќе се договорат, не верувам дека ќе се договорат со нив. Многу поизвестно ми стои дека поради Љупчо Ѓоргиевски дека а он така сака да настапувал сам, но да не се повторуваме. Господин Додовски кажа, тоа е веќе видена работа и силата на таа партија во таква ситуација ќе биде да земе нешто гласови, но не доволно гласови за да повторно станат парламентарна партија, а со самото тоа они си припишуваат да останат опозиција и во наредните 4 години. И прагматично, и доблесно е. И е моментот таков да реално Македонија се наоѓа во политичка криза која што после 2001 година е најголема, секако најдолга политичка криза во државата. Македонија е нападната од натрешен и од надворешен непријател и природно би било, ВМРО-вски би било, сега е моментот да настане тоа обединување. Дали ќе настане тоа обединување, ќе покаже времето. Роковите се сега блиску, колку што знам, они имаат некои состаноци до крајов на викендов. Дали ќе донесат таква одлука или ќе донесат за самостоен настап, пак ќе речам, таа опција со третиот блок мислам дека е најслаба, иако на извршниот комитет донеле таква одлука, не верувам дека тоа ќе се случи. Пред почетокот на емисијата имаш информации за одреден веќе договор со Љубе Бошковски за настап со Обединети за Македонија. Тоа се спинови, мислам дека на опозициони портали или новинари. Иако мислам дека имаше изјава од Љубе Бошковски, меѓутоа ајде да почекаме да дојде крајот на неделава за да во овој контекст само уште 2-3 збора би сакал да истакнам. Значи нема да биде коректно кон членовите од ВМРО Народна партија повторно да се ставаат во еден вид на заложништво, затоа што сите овие опции се кои ги слушаме, настап со трет блок, со овие личности кои ги спомнавме и мали политички партии кои сами по себе во најголем дел немаат ништо во делот на десните политички партии, ќе биде уште едно потрошено време на овие наши членови, ВМРО-вци, затоа ги кажам. И затоа кажам дека е добро главниот чекор да биде враќање во ВМРО ДПМН, јасно и прецизно, ставање во позиција, значи, на сите структури, сите сили, токму во фазата на целосно претопување во ВМРО ДПМН и градење на чиста и јасна позиција. Десниот блок, како што ги кажувате, или десно центар, искуството кажува дека бројките кои они ќе ги имаат на 11 декември ќе бидат погубни и поразителни за нив. Значи, не може да дојдат ни до пола пратеника, камоли до еден пратеник. И сега, ако тука ова го сето тоа добро објасниме низ бројки, ќе ви дадам само неколку примери. Од 2006 година до 2011 година, па 13 и 14 изборите. По завршување на парламентарните избори 2006 година во тогашното раководство на ВМРО Народна партија се одлучи да се даде силна подршка на владата на ВМРО ДПМН. И не гледам ништо спорно и во тој чекор и сето понатаму што се одвиваше во делот на поддршката на ВМРО ДПМН од членството на ВМРО Народна партија. Потоа се случија неколку одлевања, значи, од ВМРО Народна партија во ВМРО ДПМН. Морам отворено да кажам дека први во ВМРО ДПМН се вратија оние кои беа најгласни, најбучни, кои го заговараа расцепот во 2004 година. Меѓутоа, со нашето враќање во 2012 година, можеме слободно да направиме една паралела какви беа изборните резултати, бидејќи сега сме во фаза на избори и говориме околу потребата од освојување на 63 пратеника за да имаме целосен мандат.
локалните избори 2013 година беа првиот репер, што значи кога голема структура од ВМРО Народна партија се врати во ВМРО ДПМН. Тоа значи моето враќање со најголем дел од раководството кое го издискутиравме и членството. ВМРО ДПМН имаше најубедлива победа на локалните избори. Во градот Скопје за прв пат како ВМРО ДПМН успеавме да имаме целосна контрола над Советот, односно 20+1, 23 советника, визави 2009 каде што имаше ВМРО ДПМН 19. За сето тоа, со наша поддршка да резултира и во уште многу општини каде што успеа да се добијат и градоначалничките места. За, да кажам, клучниот момент е резултатот 2014 година на парламентарните и на председателските избори. ВМРО ДПМН имаше убедлива победа. Благодарам за овој дел од дебатот. Одиме со првиот блок реклами, па се враќаме повторно во студиото. Почитувани гледачи, останете со ТВ Нова. Почитувани гледачи, повторно сте назад со отвореното студио на телевизија Нова со моите гости Додовски и Пандов. Разговараме за актуелните политички случувања, особено окрупнувањето на десницата. Додовски, во првиот дел од емисијата го спомнавме особено и Ламбе Арнаудов, меѓутоа спомнавме и дека постојат и други условно, ако можеме да ги наречеме фракции во ВМРО НП во моментов, едната можеби натежнува на едната страна, другата на друга. Сметате ли дека реално постои фракционерство во ВМРО НП кое што ќе треба да се бори меѓу себе на која страна да отиде на 11? Не, постојат само минимални, изолирани поединци кои имаат лични интереси, дел се статусни, дел се бизнес интереси. Колку ќе влијае ставот на Георгиевски конкретно? Значи, во рамките на она што имавме можност да го слушнеме деновиве, неговото влијание би требало да биде во насока на она што го кажа и господинот Ламбе Арнаудов. Бидејќи Ламбе Арнаудов јавно и многу искрено и отворено кажа дека он беше овластен токму од извршниот комитет да разговара со ВМРО ДПМН и дека и Георгиевски и Арнаудов јасно кажа дека сето она што било разговарано со ВМРО ДПМН е било максимално коректно и на добри основи. Георгиевски рече дека понудата од ВМРО ДПМН било фер. И тука ја гледам, јас го гледам одговорот на сите прашања и подпрашања. Значи, отвореноста на ВМРО ДПМН е јасна и е искажана. Значи, не гледам сега што понатаму би требало одредени индивидуалци или поединци кои што можеби се чувствуваат дека во еден таков процес на преоѓање во ВМРО ДПМН, односно претопување, дека ќе изгубат одредени своји лични интереси, дали ќе бидат статусни, дали бизнис позиции, меѓутоа не смее тоа да биде над општиот интерес на обичен член и обичен поддржувач кој останат во ВМРО Народна партија. Сепак сметам дека ВМРО ДПМН е основната структура, стожерот на она што се нарекува десно функционирање во Република Македонија, демохристијанско и она која води она патриотска линија во овој момент во Република Македонија. Значи, секој поинаков чекор кој поединци тамо би го превземале во наредниот период, независно имавме можност да слушаме дека имало како опција за се одат сами избори, па да со некаков си трет блок или десен блок. Нема десен блок. Постојат поединци кои сакаат да направат една мала група која ќе излезе на избори. Сликата за десната политика во Република Македонија е ВМРО ДПМН. И тоа е абсолвирано како прашање. Сето останато се само нијанси како ќе се рефлектираат во наредниот период на македонската политичка сцена. Погубно ќе биде за сите нив доколку одат или сами или одат во некаква мала коалиција која они сега сакаат да ја договарат и да ја преговараат. Значи, нешто ќе изгорат одредена мала група на членови кои ќе се растрчат за изборите и мал број на гласови. Суштината е, пораката е дека треба да има обединување во Република Македонија и дека нивното место е токму во ВМРО ДПМН. Некои го сваќаат сега и го признаваат и јавно. Некои можеби си го говорат меѓу себе, поединци секогаш ќе може да најдете кои нема да се служуваат со одредени политики. Меѓутоа ви уверувам дека се работи за изолирани поединци кои имаат одредени или лични или бизнис интереси,
при тоа внимавајќи да не повредат одредена суета. Инаку, мислам дека сега имаме премногу чиста и премногу јасна слика кој е кој во Република Македонија. И мислам дека ќе биде безпредметно било што во наредниот период да се движи или да се објаснува. За мене, значи, сметам дека прашањето, кога би го поедноставиле, би го кажале во една реченица. Да, она што е останато во ВМРО Народна партија треба природно да се претопи да си дојде во ВМРО ДПМН. И за мене тоа прашање апсолвирано и тука е ставена точка. Луѓето кои остана после 2012 година живеат во една, како да кажам, агонија на партиско и политичко живење во наводници, ако може да се каже, капости, такво нешто. Меѓутоа, таму има многу честни ВМРО-вци, кои искрено го сакат и ВМРО, ја поддржуваат политиката на ВМРО и длабоко во себе повторно би сакале да бидат дел од ВМРО ДПМН. Меѓутоа, ќе видиме што ќе се случи во наредниот период. Лично верувам дека разумот и она што се нарекува почит кон делото и на ВМРО, и на историското ВМРО, и на ВМРО ДПМН, треба да резултира со она што е останато во ВМРО Народна партија, да природно да си дојде во ВМРО ДПМН. Пандов, колку овие лични или бизнис интереси на одредени поединци во Народна во моментов можат да влијаат на тоа како ќе се однесува и како ќе одлучува Георгиевски, и колку кај него во моментов може да работи и суета на политичар, на прв лидер на партијата? Јас да бидам искрен, и не ги знам до толку приликите во ВМРО Народна партија. Факт е дека од времето кога сум функционирал активно во партијата, одреден дел ги познавам, ама тоа е реално мал број на луѓе, една рака не е. Балковски, Ламбе Арнудов, и тука застанувам јас понатака веќе и третиот човек, добро, Љупчо Георгиевски, веќе за четврт човек ми е тешко. Зборувам кој што се во раководство. Има одреден број на луѓе, реално, после тоа разделување на 2004 година што се случи, што не се ни вамо ни таму, и кои што вие, кога би се случило ВМРО НП да се претопи во ВМРО ДПМН, верувам дека повторно би се реактивирале. Сега, на крајот од денот он е сепак лидер на партијата и неговата ќе биде последна. Ако Љупчо Георгиевски мисли дека треба да се повторно да се врати во ВМРО ДПМН, што се согласуваме дека е природна работа, тоа ќе се случи. Затоа што и Ламбе Арнудов и Љупчо Балковски, кои што му се десна и лева рака, предпоставувам дека сака да има такво спојување. Сега, ако он одлучи да настапи сам, тоа е тоа, нема. Мислам дека е се до него. Не може таа едноставно партија да донесе одлука да настапува со Павли и со Јове, а без Љупчо Георгиевски. Колку може да биде, тоа не може да се случи, што тогаш е која е таа надгласан од партиските тела тој како лидер? Тоа може да му се случи на Љупчо Георгиевски, затоа што Љупчо Георгиевски Љупчо Георгиевски има историска улога во Република Македонија. Во 90-тите години тоа нема збор. Љупчо Георгиевски одреден дел, кога јас политички сум бил активен, мене ми бил председател. Но, морам да нагласам, на она преска што го говорев, дека од 20 ВМРО сега се останати само 2, и тоа едното е со мал број на активисти. Сите тие ВМРО се претопени во ВМРО ДПМН. Но, не нагласив, а еве сега ќе го кажам, од друга страна, па додека, и тоа е случајно додека е лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Обратниот процес на раздвојување на ВМРО ДПМН, почнувајќи од 90-91 година, и спомнавме некои одредени луѓе, значи почнувајќи од Голубовски, преку Стојле Стојков, до кој се не, преку Змејковски, до многу луѓе. Доста, многу луѓе се одвоени од ВМРО ДПМН за време на председател додека бил Љупчо Георгиевски. Сакам да кажам, имате
да не ги споредуваме како политичари, ние говориме за лидер. Лидер кој што обединил и кој што направил историски максимуми на избори од 500.000 од сега во 2014 година и од друга страна лидер, политичар кој што има таков карактер да се искара со своите соработници, со своите подчинети и да се раздвои да се раздвои партијата. Сега каква ќе биде неговата одлука, јас се надевам дека ќе го свати историскиот момент, ќе разбере колку е важно сега не толку како гласови. Јас не сум нешто уверен дека ВМРО-НП, кога би било со ВМРО-ДПМН, не толку гласови на контото ќе донесе. Но, како порака и до меѓународната, и до внатрешната заедница, дека ВМРО е обединето и кога е Македонија во проблем, кога има Македонија политичка криза, македонецот, патриот, човек, христијанин, знае дека која е вистинската опција. Мислам, да не збориме тоа дали ВМРО-ДПМН е единствената десна, дека е стожер, дека е главен стол. Тоа сето е веќе акцептирано и тоа претпоставам да никого нема двојба околу тоа, но како порака и на гласачите и на јавноста за единството на ВМРО е многу добра порака и јас би ја поздравил секако и мислам дека секој еден искрен македонец, патриот човек што има десни политички убедувања ќе ја поздрави таа, без разлика на личните, дали на некого и спојувањето, односно преминувањето на Маријан Додовски во 2012, можеби некој и во ВМРО-ДПМН, и во ВМРО-НП сигурно не го поздравиле. Но, секој еден пак ќе повторам, кој што и сака добро на Македонија, кој што и сака добро на десницата, сигурно го поздравил тој чекор и преку бројки кажа човекот дека тоа како се рефлектирало. Ова е сега некој остаток кој што е остана таму и треба да се случи по моје длабоко уверување, но не е до мене, не е до нас. Додовски, она што го спомена Пандов, дали символиката е окрупнување, десница, јадро, македонско ткиво, порака до повеќе места, цврсто обединување и дали можеме да збориме за бројки колку народна би влијаела на оние 63 кои што ги посакува и ВМРО-ДПМН. И уште едно прашање за вас лично, имајќи го предвид овој процес на народно движење кон ВМРО-ДПМН, се сметате ли себе си како во позиција на визионер да се ставите повеќе, бидејќи во 2012 сте го направиле ова што некој денеска се двоуми да го направи? Еве од последново прашање, на вистина 2012 кога се вративме во ВМРО-ДПМН. Некој тогаш имаше отпор кај некои високи членови на извршен. Да, имаше одредени реакции, меѓутоа во најголемиот дел од раководството, значи, и членовите и по општински комитети заедно се вративме во ВМРО-ДПМН. Јасно ја пативме тогаш пораката дека главниот чекор е токму претопување на ВМРО Народна партија во ВМРО-ДПМН за јасно да се стави до знање и пред македонската и пред меѓународната јавност дека десното ткиво, дека она што е патриотско, она што во суштината го има националното движење во своите редови е обединето и дека како такво ќе настапува во наредниот период. Моето враќање на најголем дел од членовите беше по завршени избори. Значи, сакам да кажам дека беше неусловено, беше без некој интерес. Изборите завршија. Значи, штом завршуваат изборите, знаете, вие правите еден пресек, кои биле добрите или слабите страни, каква била штетата или не била штетата. Можам слободно да кажам, ако се земе низ одредени бројки, 2011 година настапот на ВМРО Народна партија доста влијаеше на крајниот резултат на парламентарните избори. За прв пат ВМРО-ДПМН падна на 55 пратеници. За да 2014 година, после нашето враќање, веќе скокнавме на пола милион гласови и имавме 62 плюс 1, што дојде после 63 пратеника во собранието на Република Македонија. Оној мал дел што е останат во рамките на ВМРО Народна партија и процесот на природниот, што би го рекол јас, враќање во ВМРО-ДПМН има повеќе сегменти тука. Едниот момент е реално и вистинско окрупнување
на десното ткиво во Република Македонија, таму каде што е местото и на обичните членови на оние кои се во моментов на одредени позиции во ВМРО Народна партија, токму во ВМРО ДПМН. Значи тука им е местото во ВМРО ДПМН како стожер на десната политика во Република Македонија. Тоа е едната порака која ќе се прати и до македонската, меѓутоа и до меѓународната јавност. Значи обединувачкиот момент е многу нели тука позитивен и да се истакне. Во делот на бројки не верувам дека би можело да се направи било каков дисбаланс во крајниот број на гласови кои ќе ги освои ВМРО ДПМН. Бројката е мала која може да ја освои. Зборам и како трет блок, значи не само како ВМРО Народна партија. Тоа може да се види статистички изминативе години и на настапот на Народна 2013 во рамките на блокот со СДСМ, па потоа самостојниот настап 2014, тогаш има 16.000 гласа, тој број иде се надоле и надоле. И мислам дека најчесно пред се кон оние ВМРО-вци кои се останати во ВМРО Народна партија да им се отворат вратите, односно стегите во кои они се наоѓаат во овој момент, затоа што они сега се наоѓаат помеѓу едно, помеѓу друго, помеѓу небото и помеѓу земјата. Природно да се вратат во ВМРО ДПМН. Значи, лично не верувам дека може да и да се одлучат додат сами лесово во некаков трет блок, дека може да направат некаква голема штета на вкупниот број на гласови кои ќе ги освои ВМРО ДПМН. И добра ќе биде пораката во делот на она дека да, еве, во Република Македонија има интегративни процеси во делот на политичкото движење во рамките на десниот политички кампус во Република Македонија. Десниот политички кампус во Република Македонија го представува токму ВМРО ДПМН и со поддршката која има сега веќе во рамките на една поширока коалиција за подобра Македонија, каде што настапува ВМРО ДПМН на изборите. Вратите во ВМРО ДПМН се отворени за сите оние кои се чувствуваат и како ВМРО-вци кои сметаат дека во нивното место им е токму во ВМРО ДПМН. И еве се отворено ќе кажеме и со некои индивидуални контакти кои постојат кај дел од членови кои се останати во ВМРО Народна партија, значи може да се види нивната и разочараност, и песимизам, желба за враќање и од моменталната состојба, а и дефинитивно желбата за враќање. Затоа што се враќаат во природна средина. Значи не се враќаат во нешто што е вештачка средина. Току тука е местото да се вратат, тамо каде што е она што го кажав и на пресконференцијата 2012 кога се враќавме, дека да, вистинскиот момент е да се вратиме сите во ВМРО ДПМН, да дадеме поддршката на ВМРО ДПМН, затоа што тоа е демокристијанската опција во Република Македонија, тоа е опцијата која ја гради иднината на Република Македонија и ја гради иднината на нашите деца. И затоа сметам дека овој процес природно ќе се заврши. Дали ќе се заврши утре, дали ќе се заврши пред 11 декември, јас длабоко ви уверувам дека тој процес ќе се заокружи. Ако не се затвори пред 11 декември, бидете убедени дека веднаш после 11 декември ќе се затвори. Прашање само на време кога оваа приказна ќе се стави во едни овакви рамки. Во 2012 вашиот потек и на вашите следбеници се толкуваше како признавање на грешка или токму превагна ова обединувачкото, дека се враќате сите кон она што припаѓат? Прво се враќаме кон она што припаѓаме. Анализите кои ги направивме укажуваат дека во тој период од 2004 година, кога беше расколот во ВМРО ДПМН, до овој период кој во натамошниот период резултираше со одредени раздвижувања внатре партиски во ВМРО ДПМН и во ВМРО Народна партија. И да се вратам на она што го споменав пред малку, оние кои беа меѓу клучните заговарачи во рамките на ВМРО ДПМН 2004 година во делот на расколот, они беа меѓу првите кои се вратија во ВМРО ДПМН. Значи, сега да не спомнуваме и додиме со имиња, меѓутоа јасно се знае кои беа сите тие личности. Понатаму имаше еден помал процес на повторно раздвижување за клучниот чекор да биде токму во 2012 година. Дека е направена грешка, дека е направени пропусти, сите се водевме нели од тогашниот момент кој беше во 2004 година и она што беше расколот во ВМРО ДПМН. Меѓутоа јасно се покажа дека тоа беше погрешен чекор и дека сите на некој начин треба сега да го дадеме максимумот
дали се работи за погрешен чекор, дали се работи за погрешен чекор на поединци кои од лични причини, одредени суети поведоа доста народ зад себе, доста народ ги следеше меѓу кои бев и јас. Меѓутоа, јасно се покажа во натамошниот период која е вистинската слика, кој беа намерите на поединци кои стана и во ВМРО, Народна партија, дели во ВМРО ДПМН, и мислам дека вистината и правдата сепак на крајот ќе биде една и единствена и дека сите ќе бидеме повторно дел од ВМРО ДПМН. Кој што кажав, вратите се отворени за сите во ВМРО ДПМН и моето искуство кое го имам од враќањето, како што кажавте, е најразлично. Некои ве осудуваат, некои ве поздравуваат. Меѓутоа, кој што каже и колегата Пандов, оние вистинските ВМРО-вци кои ВМРО го носат во срцето и кои знаат идеологијата на ВМРО, може да го поздрават тој чекор. Оние вистински ВМРО-вци, веруете, во најголем дел го поздравија чекорот на моето враќање во ВМРО ДПМН. Значи, таа имав можност и лично да го почувствувам, лично да го доживеам. Секогаш ќе најдете поединци кои ќе оспоруваат одредени чекори. Меѓутоа, сметам дека беше направен вистинскиот чекор во вистинското време и порака е до сите оние кои се останати во ВМРО Народна партија дека не треба воопшто да размислуваат. Дека во ВМРО ДПМН доаѓаат како кај браќа. Дека ние сме ВМРО и по идеологија, ВМРО и по крв, меѓутоа и по ВМРО скалинја она што не движило во изминативе 25-26 години. Мислам дека не треба да има дилеми, меѓутоа пак ќе завршам. Дали пред 11 декември или после 11 декември, ова приказна ќе биде затворена. Пандов, од она што можам да ве следам изминатиот период, сте со став дека прогнозите, односно желбите за 63 пратеници на 11 декември во контекст на ова што го спомнавме со бројките и враќањето дали пред или по 11, сметате дека се реални? Да. Да, јас сметам дека се реални од повеќе причини. Значи, дали со ВМРО-НП или без ВМРО-НП, пораката, сега да не се враќаме веќе на тоа, ги кажавме, работите зашто е добро да биде сега ВМРО единствено, но и да не. Не само сега, од 2014 година, еве, ако ги гледаме нештата на навак, нас не ни е потребна официјален почеток на изборна кампања, за да ги видиме ние што тоа прават политичарите. Значи, од 27 април 2014 до ден денес, ние постојано секојдневно ги гледаме главните политички актери, господинот Груевски, господинот Заев, во албанскиот кампус, кој што прво предложил дека, односно каква програма имал за тие избори 2014 година и што од изборите на навака действуваат. И можеме да направиме паралели. И тоа не само од тие избори, ние и претходни избори. ВМРО ДПМН и Никола Груевски воведоа нови стандарди во политичкото живење. Значи, она што ние претходно го имавме од типот на секој по еден вработен во секое семејство, на Бранко Црвенковски, тајвански пари на Циле Тупурковски, милиарди, не знам, какви не све политичари продефилирале, но немавме ние политичар кој што ќе има образ, ќе има лице, да излезе пред граѓаните, да им вети одредени проекти, одредени програми, да им предложи луѓе со кои што тоа ќе го работи и подоцна за одредено време кое што било предвидено за тој проект, да се врати повторно на истото место и да рече, луѓе, да, еве, погледнете, видете. Најавивме тука дека ќе изградиме училиште, има училиште. Најавивме тука дека ќе има пат, има пат. Најавивме зголемување на пензии, има зголемување на пензии. Најавивме дека од 38% ќе се намали невработеноста на толку посто, значи, екзактно со бројки ние можеме да ги следиме тие работи. Тоа како стандард го имаат прифатено сега македонците и се пренежни, пречувствителни се што тоа политичарите им нудат. Пребирливи се. Вкусот им е преизострен. Они знаат дека и со онолкав буџет колку што има Република Македонија, за нас колку и да звучи 3.3 сега мислам дека милиарди евра е, тоа е еден од најмали буџети во свет.
за во Европа да не говориме. Ние кога ќе ја слушнеме изборната програма на ВМРО ДПМН, имате представа као да 30 милиарди, да. 33 милиарди, као да сме нашле нафта, као плин сега да сме на. И од друга страна, поради онолкав број на телевизии што имаме, онолкав број на медиуми, портали, секој еден од нас кој што иоле малце сака да следи политика, многу е лесно сега да ги видиш и да ги споредуваш. Што ќе споредиме? Што понуди СДСМ од 2014? Бојкот, бомби, црни кампањи, дрва и камења по све што е македонско и што е направено во земјава. Вандализам од најгрд тип, палење, тепање со полиција. Значи, се што е лошо. И ништо немаме слушнато, конкретно, некаков проект, нешто што ќе направат. Од тука, да завршам, длабоко сум уверен дека повторно, како не знам ти кој пат поред, македонецот ќе гласа за. Значи, има одредена програма која што му се допаѓа, има одреден број на луѓе кои што му се допаѓаат и ќе гласаат за. За СДСМ ќе гласа некој кој што е човек очен, кој што е фрустриран, кој што е нереализиран, кој што нашол дека со таков вид на водење на политика, со таков вид на правење на кампањи, со вандализирање на својот град, со плукање на се што е македонско, а величење на се што е странско, дека ќе успеат да направат некој резултат. Ќе имаат, пак ќе речам, некои такви гласачи, но тој број далеку ќе биде помал од оној кој што ќе го има ВМРО ДПМН. Од тука мислам дека тие бројки за 63 пратеника се крајно реални. И уште една работа која што мислам дека е доста важна. Знаете како на изборите луѓето кога излегуваат имат она за или против кога гласате. Многу тешко ќе му биде на СДСМ и на Заев. Во ситуација кога ги гледате вие анкетите и кога знаете дека сигурно губите, да ги измотивираат своите гласачи да излезат да гласаат. И многу полесно ќе му биде на Груевски и на ВМРО да ги измотивира своите гласачи да излезат да гласаат. Значи, тоа е нешто кое што секогаш, како да кажам, луѓето кога излегуваат за нешто, за подобро, многу се помотивирани тоа да го прават, или кога излегувате вие со црнила во главата. А луѓето кои што се поддржувачи на СДСМ се токму такви сега во моментов. Вие таму не можете да сретнете некој насмеан човек кој што ќе понуди нешто позитивно дека гледа дека нешто може позитивно да се случи во држава. Вие кога го слушате перијаницата на СДСМ, кога ги читате нивните аналитичари, новинари, експерти, вие имате чувство дека живеете во најцрната дупка на земјината топка. Дека се што е лошо, што можело во светот да се случи, е во Македонија. Реалноста, за нивна жал, а за нас, што е среќа, е многу поинаква. Пак ќе речам, од тука мислам дека се крајно оправдани барањата за 63 пратеника, еве 62 нека се, мислам дека ќе завршат работа. И јас реално очекувам дека тие бројки или во најмала рака бројките кои што како разлика се во 2014 дека ќе бидат пресликани и оваа година. И преговарачката позиција додоски веројатно е различна со 63 и со 55-57. Составување влада. Дефинитивно. 63 значи дека го имате легитимитетот добиен токму од граѓаните. Ако говориме за легитимитетот од граѓаните и градењето на институциите во државата, само да се надоврзам на ова што колегата Пандов го спомена, СДСМ во изминатиот период наметна и уште една нова тенденција во Република Македонија. Они агресивно ги нападнаа сите институции на државата, што до сега не беше пример. Ја нападнаа владата, го нападнаа председателот на државата, го нападнаа парламентот. Заедно со логистичка поддршка на сите оние меѓународни структури, поединци и сите оние здруженија.
Така да, бевме сведоци на вандалски напади на нашата полиција и пред владата. Значи, ние говориме за еден веќе нов метод на наметнување на функционирање, што е веќе проблематично во македонска држава. И секој честен македонец ќе знае тоа да го препознае и да го оцени на 11 декември. Ако може, во тој контекст. Значи, пази, Градо, какви се состојбите. Еве сега, сакале, не сакале, ги следиме изборите во Соединетите Американски држави. Значи, главно прашање кое што му се поставува на господинот Доналд Трамп е, ќе ги признаете ли изборите? Ќе ги признаете ли резултатите? Значи, ние имаме една ненормална ситуација во Република Македонија. Имаме луѓе кои што не говорат за слобода и за демократија, а во зафрлените земји на светот, во најдиктаторските земји во светот, вакво однесување на политичка партија и на цела политичка групација, на таков лидер како Зоран Заев, не постои. Вие не постои негдека политичар нормален кој што ви говори за слобода и демократија, кој што ви говори дека си ја сака сопствената држава, а кој што ја негира секоја една институција. Не е само они не го признаваат претседателот на државата, него воопшто резултатите не ги признаваат. Парламентот не го признаваат. И гледаме, значи не само партијата СДСМ што не го признава парламентот. Нивните своји платеници не го признаваат и еве сега најновото чедо СЈО и Катица Јанева и она вика, вие сте нелегитимни за мене. Тоа не постои во свет таков однос, затоа што тоа се основни правила во политичкото однесување. Да имате доблест да бидете маж, да бидете голем човек кој што и кога ќе победи, ама и ако не дај Боже изгубите, да имате доблест да излезете, да го признаете поразот. Во Хрватска на претседателските избори 2000 или 20.000. Мислам дека 2000 негдека беше разлика. Многу мала беше разлика. Многу мала разлика. Излезе претходниот претседател. Излегува веднаш после првичните, веќе кога се виде дека е таа бројка, честита победа. Тоа е нешто многу важно во Македонија и тоа мислам дека вие, поготово како новинари, сега на секој едно појавување на господинот Заев, сте должни, како во Соединетите Американски држави. Добро, господинот Заев, еве, направени се сите услови сега. Имаме СЈО непречено работи, имате човек во македонска телевизија, цензорско адхок тело, се. Се беше на маса на преговорите. 100 пати пречистувавме. Во влада сте влезени и ја ги партизиравте за, пази, влегува во влада за да ни покажат како требала државата да биде одвоена од партијата. Генерален секретар ставија и најтврда партиска структура сега што влегуваат. Значи се им е направено како треба. Дали господинот Заев ќе се одважи и 11 декември вечерта, веќе околу 10 часот ќе ги имаме резултатите, ќе излезе и ќе честита 11 еве нека е, па и ние и до 12 ќе го чекаме. Многу лошо би било ако тоа не го направи. Си остава ли простор опозицијата за уште една таква сценарија како претходните избори, особено имајќи ги предвид и неговите изјави кои ќе го видите, кои ќе го слушнете, има малте не иста самодоверба како и Груевски да го гледате. И Заев имаше изјава, има низа изјави, сигурна победа, време за крај слично. Дали таквиот оптимизам, реален или нереален, ќе биде простор за 11 декември да се призна или да не се призна? Само 2 минути. Кога човек го води гнев, омраза, фрустрација, од такви пориви која трга во било што да сработи, тој човек едноставно не само што му е загарантиран неуспех, на тој човек едноставно вие не може да се ослоните, не може да верувате. Значи он сега што и да каже, јас не му верувам на Зоран Заев. Секој сценарио кога се работи за Зоран Заев и тоа раководство поготово сега што го има околу него, јас се плашам дека е спремен, ама лошо ќе било за Македонија, вака ќе било, ќе направил голема штета. Неговата омраза, неговиот гнев кој што го има, се плашам дека повторно може да превладее и повторно да влеземе ние во лоши сценарии. Јас не ги посакувам.
И цврсто верувам дека нема да биде тоа така. Но, познавајќи го ликот, а веќе 10 години го гледаме на македонската политичка сцена, тој е спремен на се да направи. Многу повеќе се надевам дека ќе има доблес. Гарантите на договорите сега, Пржино 1, 2 и, како се викаше, клуб на пратеници 3, па не, дека не беа во Пржино, ние сите ги викаме пржински, тој се скопски договори на крајот од денот, да гарантите кои што се на тој договор и како обсервери сега на цел овој политички процес, да застанат на чело на демократијата и да ја испочитуваат волјата на граѓаните, кое што ќе биде несомнено за мене на страна на ВМРО на 11 декември. Само една реченица во овој контекст. Значи, не чувствам дека веќе има простор во СДСМ и кај Зоран Заев за било каков маневар по однос на изборниот резултат. Значи, не само договорите од Пржино и овој последниот што беше во клубот на претениците, туку и многу повеќе од тоа ВМРО ДПМН направи отстапки во делот на развивање на некој начин на тој политички диалог и доаѓање до одржување на предвремени парламентарни избори. Така да останува сега само да се чека 11 декември и да се види нереален исход. Ставовите дека победуваат на избори, сосем е природно да они така настапуваат, затоа што немаат ни еден друг инструмент и аргумент. Имаат во моментов само два инструменти. Да кажуваат дека ќе победат на избори и да се молат со Катица Јанева, што е можно повеќе белја да направат во овој период кој е пред нас, а не сваќа дека долгорочно прават белја на Република Македонија, значи не на ВМРО ДПМН, иако главниот таргет е ВМРО ДПМН во делот на нивното делување. Значи, што сакам да кажам? СДСМ на сите избори се обидува да дојде по пат на без одржани избори детронизирање на власт. Значи, секоја се обидува да влезат во дел на широка коалиција, во дел на техничка влада. Значи, они го немаат реалниот момент почувствувано на она што се нарекува победа на избори, како резултат на таа победа вие да имате своји представници во извршната власт. Во момент имаат два министри, имаат тројца заменици министри, ад хок тело имаат македонска телевизија, Државна изборна комисија комплетно, СЈО. Така да сите оние институции според нив кои смета дека ќе бидат релевантни за кредибилноста, да кажеме, на изборите, се под нивна контрола. ДИК под нивна, СЈО под нивна. Еве, во националната телевизија главен уредник е од нивна. Во Агенцијата за контрола на медиумите повторно се со мнозинство 3-2. Така да, мислам дека сите инструменти за да имаат било што се повикаат на оправдување или на непризнавање на изборите им се избиени од раце. Така да сметам дека овој пат на 11 декември резултатите ќе бидат онакви како што ќе кажат граѓаните на Република Македонија. Сите ние сме убедени дека ВМРО ДПМН е убедливо повторно код 2014 година ќе слави на овие избори, ќе го има повторно легитимитетот и довербата на македонските граѓани да ја води македонската држава. Така да тоа го очекуваме сите на 11 декември. Одиме со вториот блок реклами и се враќаме со завршниот дел од емисијата. Особено би сакал да прокоментираме и околу улогата на специјалното јавно обвинителство. Почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме за кратко со завршниот дел од емисијата. Почитувани гледачи, повторно назад во студиото на телевизија Нова со завршните поенти од вечерашнава емисија. Со моите гости Додовски и Пандов рековме во последниот дел од емисијава завршните 6-7 минути ги отстапуваме за СЈО. Би ве замолил и двајцата за коментар дали и колку се оправдани оние тези дека СЈО ќе биде ставен во улога на главен носител на кампања или пропаганда на одредена политичка структура до 11 декември. Дали колку би влијаеле одредени обвиненија на СЈО на конечниот исход и на тоа како ќе се одвиваат настаните, без разлика дали и колку тие обвиненија би биле основани или неосновани. Еве, Додовски. Да. Значи, СЈО станува единствената карта на која може да игра СДСМ до 11
декември и мислам дека во наредниот период целиот фокус на нивното функционирање ќе го насочат токму кон СЈО. Независно од тоа што говориме за една параинституција, значи неуставна, која како резултат на одреден политички договор се формираше таква каква што се формираше, со состав таков каков што е во СЈО и според кој ние можеме да заклучиме што се може да не чека во наредниот период. Очекувам дека во наредниот период ќе имаме доста циркузијада на политичката сцена, доста на некој начин циркуски потези од страна на СЈО, инструментирани од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, мислам дека веќе граѓаните на Република Македонија почнаа да препознаваат и која е она вистинска улога на СЈО и што се крие зад целиот тој нивен ангажман и уствари од каде се влечат конците. Така да, еве, во медиумите дури беа и наведени кои ќе бидат и следните чекори, ги очекуваме тие чекори, меѓутоа не треба никого да го обесхрабрува тоа, туку напротив, треба да се издржат уште овие денови до изборите, да се прати јасна порака до македонските граѓани дека СЈО не представува ништо, туку продолжена рака на СДСМ и на одредени надворешни структури кои им останува единствено тој инструмент да го користат, затоа што СДСМ не можете да го видите дека имаат одредена партиска програма со која ќе излезат пред граѓаните да ја промовираат, да ја презентираат и врз база на која програма они ќе треба да приличат одредени гласови на своето конто. Кадровски навистина се многу лимитирани и се во многу слаба кондиција, што би понудило делот од кадровска политика. Единствено нешто што им преостанува е СЈО и да се плука и да се навредуваат високи функционери на ВМРО ДПМН и по најразличен основ нивни тимиња да се вртат во македонската јавност, како би се кажало, еве да, тие беа такви, ама ние нема да бидеме како нив, ќе бидеме поинакви. Значи сметам дека СЈО си ја игра улогата, сведоци сме на тоа што се случува и деновиве. Во наредниот период само ќе продолжат по таа една зацртана агенда и нема да представува никакво изненадување нивните следни чекори. Мислам дека повторно ќе бидеме сведоци на смешни слики како она што беше пред МВР, па отвори, не отвори, па влегување во други институции, па повикување на одредени личности. Меѓутоа, сметам дека уште еднаш ќе повторам, граѓаните на Република Македонија веќе почнаа да прават разлика, да прават јасната дистинкција помеѓу она што е вредното, што е државотворното, што е патриотското и она што значи добро за Република Македонија. СЈО на Република Македонија ќе донесе само многу проблеми кои ќе требаат не месеци, години да ги санираме како држава. Новата влада на ВМРО ДПМН после 11 декември која ќе биде направена, ќе мора да решава многу работи, да санира многу проблеми и многу, слободно да кажам, будалаштини кои ги има направено СЈО со СДСМ. Тој ми е единствениот инструмент. Не гледам друга карта на која би играл СДСМ во наредниот период. Пандов, колку е кус или долг периодот до 11 декември за расплетот на настани кој што го говори Додовски и во насока на делување на СЈО и во насока на отпор или прифаќање на таквото делување? Па да, јас се согласувам со господинот Додовски дека СЈО е главната пропагандна алатка која што ќе користи СДСМ во недостаток на никаква програма и проекти. Главната пропагандна алатка ќе им биде токму СЈО и Катица Јанева. Колку ќе им биде тоа паметно така да играат и понатака, не сум сигурен, не сум уверен дека е правилно или неправилно. Прагматично да гледаме, мислам дека е штетно веќе тоа и за нив. Секој едно веќе ново појавување на тие трите таму као Катица Јанева, а овие две као хостеси насмејани као за да исклучите том као за кој знае за што да говорат, ама никако нема да разберете дека тоа нешто се као обвинителки наличени така на цртани во устите. Не и се, тоа си е нивно, но тоа е контаминирана институција и јас мислам дека многу одавна, не дека е сега, едноставно македонците добро ја разбираат политиката, добро се информирани и од самиот почеток, кога како прва одлука Катица Јанева донесе да го ослободи од притвор Зоран Верушевски, веќе им беше јасно дека таа таму не е влезена
да брка, да видиме кој ни е тоа прислушнувал во Република Македонија, за кого тоа прислушнувал, со какви позадини биле, кој стоел, кој е чадорот, туку да ги ослободи од обвиненија и Верушевски и Заев, кои што сега гледаме од непознавање дојдоа во ситуација да предводат протести заеднички, до што поголем број на, како ги викаат тони, јас сега правник не сум, но започнување на истраги преку нивните пресконференции тоа да го прават и по дефиниција, иако се милион разговори, само и само за функционери на ВМРО тоа да бидат и е за очекување, тоа читавме вчера денеска и во Република имаше, дека е за очекување дека како таргет ќе им биде и председателот на ВМРО, господинот Никола Груевски, обидувајќи се преку таква пресконференција да оцрнат, да кажат нешто без никаков доказ, без никаков факт, без никаков аргумент, но спомнувајќи ги имињата на овој или на оној функционер од ВМРО, веруваат, предпоставувам дека го намалуваат нивниот рейтинг, а со самото тоа го намалуваат и рейтингот на партијата. Ке завршам со она кај што почнав. Никако не сум уверен дека тоа ќе им биде некоја добитна опција. Уште помалку сум пак уверен дека ќе ги разуверат граѓаните во вина кој има околу цел тој процес. Мислам дека на секого веќе му е јасно во Македонија, или барем јас така верувам, дека на секого му е јасно дека тоа прислушнување го имаат правено луѓе вработени во УБК под директен налог и закрило на Зоран Верушевски. И тие разговори подосна му ги предаваат на Зоран Заев како таков. Таа работа, колку и да ја забошотува сега Катица Јанева, после изборите 11 декември ќе мора да биде одговорена и да се стави еднаш за секогаш крај, затоа што ова не е прв пат. И што е најлошото, тој Зоран Верушевски втор пат ова и го прави на Македонија, тоа еднаш мора да ставиме точка и да ставиме крајната. Ви благодарам што вечерва одвоивте време да бидете дел од дебатата на телевизија Нова. Се надевам дека отворивме и начнавме интересни теми и сите заедно ќе го очекуваме расплетот како во однос на политичкиот дел, така и во однос на оној кој што е поврзан со работата на специјалното јавно обвинителство. Ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што вечерва бевте со телевизија Нова. Следува информативниот блок во 22 со колешката Бојана Димитриевска. Ви благодарам за вниманието.